Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Марко лежеше на килимот. Возбудливата книга му го задржуваше вниманието. Кој е на вратата во ова време? Алекс, тоа си ти. Од каде се појави ти? Изненадувањето беше успешно. Марко остана без зборови. Неговиот најдобар пријател се пресели пред 2 години и за целото тоа време се немаа видено. Една млада девојка во Израел се сретнала со целосно неочекуван посетител. Без закажување, одеднаш застанал пред неа ангел. Таков е Бог. Доаѓа одеднаш, кога никој не го очекува. Марија била вчудовидена. Не плаши се, Марија. Бог те сака. Бог доаѓа и зборува со нас. И денес го прави тоа. Зборува со нас преку неговото слово, Библијата. Понекогаш зборува преку чуда или преку други луѓе. Во времето кога немало Библија, често зборувал во сонови или испраќал ангели кај луѓето. Марија, Бог е со тебе. Ќе имаш машко бебе. Ќе му го дадеш името Исус. Како е можно тоа? Не сум мажена и немам сопруг. Бог ќе направи чудо во тебе. Светиот Дух ќе дојде врз тебе и ќе те осени. Затоа твојот син ќе се нарече Божје син. Ке му служам на Бог. Нека биде направено според твојот збор. Чудото се случило. Во штала, во Витлеем, се родил Божиот син. Во Исус, Бог дојде во нашиот свет. Бог дојде кај нас, за ние да можеме да дојдеме кај Него. Редовно го славам Божик, но ова чудо продолжува да ме воодушевува. Големиот Бог стана човек и дојде кај нас. Преку Исус, Бог дојде близу до нас, толку близу, што луѓето можеле да го видат и да го допрат. Тогаш тоа ги направило пастирите многу среќни. Бог доаѓа кај нас и во Исус. Тој може да дојде кај тебе. Дали сакаш да го поканиш во твојот живот? Можеш да го направиш тоа преку молитва, можеби вака. Господи Исусе, те молам дојди во мојот живот и ја отворам вратата на моето срце за тебе. Сакам да ти припаѓам за секогаш. Ти благодарам за твојата голема љубов кон мене. Бог доаѓа кај тебе, за ти да можеш да дојдеш кај Него. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!